Очекувањата се наитно да се стави аерозагадувањето да се стави на точка на Советот на безбедност и да се третира и класифицира како безбедносна закана, значи да се третира како прашање национална безбедност, тоа е едната наша клучна поинта и точка. А втората е да председателот преку своето влијание со носењето на закони да влијае врз големување на буџетот за животна средина, пред се расходите за заштита на животна средина. Се бараше од председателот на државата да тој стане адвокат на граѓаните, да не застапува во нашите права за чиста животна средина и здрав живот. Исто така локално побаравме да не застапува во прашањето за прогласување на Шар-планина за национален парк пред да се сече сета таа шума и пред да се сушат сите реки од хидромафијата. Последен чекор ни остана председателот кој нема кој знае какви ингеренции, но како што рече Аријанито, очекуваме да биде некаков наш адвокат пред институциите. Доколку и ова не се исполни, јас ви гарантирам, сигурен сум барем за делот од Битола, може би и за пошироко и да не зборувам во името на сите, но вете веројатно во името на сите, ние ќе пристапиме кон граѓанска непослушност. Пред самите избори ќе излегуваме таму каде што луѓето не почитуваат и ќе бараме да не излегуваат на избори, едноставно да го блокираме целиот овој државен апарат, бидејќи дрскоста на државниот апарат или дел од државниот апарат ги преминува сите граници.